Здраво, како си? Добар? Супер. Ти што доаѓаш прв пат? Здраво. Јас сум Гоце, графички дизајнер, едно 15 години работам као графички дизајнер. Агенции Триков ми рече се и последните неколку години работам фриленс. Денеска сакам да збориме на една многу контраверзна, не толку контраверзна тема колку што е глупост која што се практикува се повеќе и повеќе и со која што се рипаат чекори во работа. Тоа е, нели, секако станува збор за Artificial Intelligence или вештачка интелигенција или AI. ВИ, не знам кој ве научи да користите кратенка ВИ, не звучи убаво, ВИ. Прво, ВИ е вајда персирање. Дај не го прави сега да биде AI кирилица, мислам, као ништо не користи, технички израз е AI. Не можеш се шо кроп, како го нарекуваш? Засечи, одсечи нешто, мислам што rectangle tool како го користиш, квадратестата алатка, не, AI е AI да го ебам, промпт е промпт, не можеш да кажеш ви промптот, сега, AI промпт, нема врска. Малце мое лично мислење на тоа. Што е муабетот? Откако искочи пред некоја година, нели, GPT, Midjourney, кој ти ја знам, стварно не го пратам више, зашто него не можам тој тренд да го пратам, не ми се свиѓа. Гледам како се повеќе и повеќе, посебно млади дизајнери, кои што само што почнале да работат, почнуваат да го користат и тоест не да го користат, да го злоупотребуваат AI-то, значи таа алатка, зашто тоа е алат, нели? Почнуваат да го злоупотребуваат без да се свесни за последиците што им следат на нив од премногу користење на таа алатка и поточно станување зависен од таа алатка. Затоа што работата со AI, со таа вештачка интелигенција и ослонување на целиот работен процес и работен труд твој како дизајнер, ти да се ослониш само на вештачка интелигенција, а не на својата лична интелигенција, понатаму ствара отпор во твојот напредок во работа. Значи, за да работиш, рецимо, графички дизајн или да програмираш, треба да уклучиш мозок, дефинитивно. Да, многу е полесно да работиш со AI, треба да знаеш само азбука и ништо друго. И само напиши му таму, понке ти среди и готово, ајде, пакуј го. Товари магарето и си одиме. Мене тоа ми прави некоја одбивност и ме нервира. Не знам, ме нервира кога гледам деца дека буквално шорткатите не ги знаат на тастатура за алатките што ги користат, а веќе веќе го фатија најкраткиот пат за работа у дизајн. Чекор по чекор си е се, значи научи основи на дизајн, примени ги основите на дизајн, работи и потоа земи, смени, убрзај си го својот процес на работа. Ја не викам дека ја не користам, GPT ми е најболјиот другар кога станува збор за работа, на пример, навечер касно ако работам. Нешто више мозокот счурен и сега за презентација треба да измислам боите како ќе се викаат, да им дадам именца некој за кога правам презентација, на пример, за визуелен идентитет. И наместо да седам ја тука у 3 сати, уште 2 сати да тупам како би се викале боите, здраво GPT, кажи ми бајо, ова како би се викало, му ги давам само текст кодот, му го давам само и он ми вика окей, тоа може да се вика вака, може да се вика онака и претежно именцата му се окей, генерално. Истото што би го смислил ја за не знам за пола сат, он ќе ми го смисли за 1 секунда. Ама тоа е веќе крајен процес. А ти ако од сам почеток почнеш да работиш со AI, значи без да ги поминеш сите тие чекори, ти губиш допир со реалноста и ја губиш не можеш ни да добиеш основата на дизајнот, значи да го осетиш, да го почувствуваш дизајнот пред тебе, да го направиш и да се случи нешто интересно. Ме сваќаш. И плюс, дури неистренирано око веќе, и постари особи кои што не работат дизајн, кои што можат веќе да приметат дека сликата, дека тоа што си го направил не личи баш нешто добро. Основна причина, поред мене, е затоа што AI, тоа што го создава, базирано на тие букви кои што ќе му ги даеш у промпт, е нешто бездушно,
Значи нема во него ништо лично, немаш свој печат оставено во тој дизајн, во таа слика, што и да е. А ако работиш бездушно, не очекувај дека некој ќе биде добродушен и ќе ти даде убави пари. Не можеш да се наречеш себе си графички дизајнер или уште полошо што ги имам начекувано неколку по интернет луѓе арт директори кои што се нарекуваат, а AI арт директор. Особо ти само треба азбука да знаеш каков AI арт директор си ти. Што ќе ставиш 5 референтни фотки таму за да ти собере некоја инспирација? Глупости. И вчера правев мове со GPT, денеска ќе пробам да го реплицирам мовето, а меѓувреме да разгледам некои AI ствари. Се што се прави од AI, со AI уствари, се изгледа некако исполирано, некако шајни, знаеш, и се некои тие такви тонови, увек нешто лупа на кај плаво, увек нешто, добро, Adobe AI, мислам, они следат тренд, ама пак, знаеш, се е нешто исполирано, се изгледа како CGI од 90-ти години кога се работел, значи, почетокот на CGI, кога почнал, кога се шајни, сите рефлексии се најшајни, буквално не изгледа природно за око. Значи, кога ќе земеш лице, фотографија од човек и ќе ја ставиш на дизајн, ама човек зборам фотографиран, нели, ритач, има се, ама и ритачот се работи, нели, Blender Guru, како вика, значи, imperfection makes things perfect. Значи, секоја имперфекција на не знам, на упалјачов, значи, не е шајни, има отпечатоци од прсти, лошо е испринтан, например. Разбираш, има тука ова искача, мене ми се потат рацете, искача ова желевцево, знаеш, секоја таква имперфекција го прави дизајнот по личен и по човечки. Последно што сватив, ја не знам, вајда да мојава мајката 15 години работам, дизајните што ги правиме ние се наменети за луѓе. Значи треба дизајнот, ја кога ќе го видам, да ме потсети на нешто човечко, а не да ме потсети на нешто нечовечко. Мислам, добро, илустрација. Значи ова ако ми кажеш ти дека е човечко нешто направено или, не знам, невестава Cyborg, пак ќе кажам, овие вакви илустрациички буквално ми немаат врска. И сега идеме главниот одговор на сите што пробуваат да силуваат AI е дека AI ќе ти заштеди време. И тоа е скроз точно. Не викам не. Ќе ми заштеди време, но дали ќе ме научи нешто? Одговорот е дефинитивно не. Никад нема да те научи тебе AI, кој што можеш сам да се научиш. Ова вика дека е фотореализам. Ова е само 3D и тоа е преисполирано 3D, според мене. Го, FreePic. FreePic е сајт, за тие што не знаат, FreePic е сајт за симнување темплети, нели, платени или неплатени, бесплатни, за кои што треба да се стави кредит на кој го има направено во се што работиш. Ова премногу изгледа 3D, ама онакво почетничко 3D, значи кај што се е исполирано, кај што се е перфектно, кај што не знам како некој Instagram филтер да има на него. Поима немам, да мојава мајката. Мислам, види колку се исполирани. Да, тешко е да го да направиш фотографијата, ама па и не знам кога би ти требала баш фотографија од 2 листици што се смеат. Добро, не е бит. Добро, nature. Ајде да земеме people. И кај луѓе во кој ќе застанеме, пази, сите се со оноа, како се викаше, призма се викаше на апликација што се користеше едно време на телефон, што правеше чудни слики. Мислам, некои ефекти ставаше на сликите. Поима не, мене ми е скроз неприродно, баш е вештачко, нели, хенс името вештачка интелигенција. Сите, нели, збориме природно убави на нула шминка, па не знам, сакаме дебелината е окей, а на крај викаме, ама не, знаеш, секе направиме да биде вештачко. Контрадикторни тие муабети, како се мешаат, пак ќе кажам, и јари и паре. Значи, сакаме да биде се и природно и убаво. Природно за око, човечко око е истренирано да гледа тоа што го гледа цело време. Че не може ти да почнеш со AI одма, пак ќе се вратам сега на темата, зошто не почнуваш со AI. Се на готово, сите шорткати тебе ќе те остават во едно место и ти ќе бидеш зависен
од тој fucking AI. Во една компанија кај што работев, таму не се работеше со AI, се работеше многу со сток фотографии, сток илустрации, со се. И буквално за се што требаше само се повикуваше на сток фотки. Сток фотки, сток илустрации, сток вектори, се сток. И сега викам, ај еден ден да направиме, и него прифатија предлогот нормално, а викам еден ден да направиме челендж кај што ќе немаме интернет ние дента на работа у канцеларија пред компјутер и сите ќе треба да работиме, значи ќе доаѓаат акаунтите, ќе ни ги даваат брифовите, дали испечатени, дали на USB, на било што. Значи ќе ни даваат брифови, ќе треба да ги читаме и ќе треба да направиме дизајн на база на тоа што го знаеме ние лично. Сваќаш? Значи еден ден само треба да немаш интернет ти и ти отидува сите проекти зашто ти си зависен од AI. Ти не си нацртал она буквално права линија, немаш нацртано во илустратор, ама со AI генерираш супер линии или од Shutterstock симнуваш супер вектори, супер илустрации. Направи нешто сам. Остави душа у дизајнот. Не е само generate. Секој може тоа, секоја компанија која што те врбува тебе или секој индивидуален што ќе те врбува тебе како професионалец кој што треба да работи, на крајот ден ќе каже: "Па ја можам да го направам за $30, на пример, колку и да коштаат сега овие Midjourney говна лајна, не е ни битно. Ја можам сам да го направам тоа, не сум глуп, азбуката ја знам. Он Photoshop, илустратор не знае такви ствари. Ама по се изгледа дека и ти не знаеш, затоа што не ги користиш, не го вадиш максимумот од нив, него го вадиш максимумот од некој компјутер кој што ти го храниш него. Значи пази сега, ти си окей, ја храниш вештачката интелигенција постојано секој ден за она да расте, а не си окей да се храниш сам себе си со знаење за ти да растеш. Кој кур ти е проблемот, бе, брат? Тоа не можам да го разберам уопште. Као, нели си гладен за информации, нели си гладен за знаење? И се што расте у твојата кариера како дизајнер што користи AI е само твоето его. И нели, со егото расте и твојата глупавост. Значи не можеш да се ослониш дека AI ќе користиш цело време. Дај не ме заебавај. Сега идеме на ChatGPT и сега ChatGPT дури збори и кирилица. Значи ти као дизајнер не треба да се замараш да знаеш англиски. Пази сега, здраво GPT. Интересна и дискутабилна тема. Братов, разбира сега ќе се буквално брзина да генерира дизајни. Значи слот машина, Добро е да ти изгенерира референтни фотки. Да не се мачиш да гуглаш цело време. Зашто AI е глорифициран search engine. Значи збориме за дизајнери, збориме за програмери. Ти као програмер треба сега да идеш, не знам, на како се викаше, Stack Overflow, така, Stack Overflow мислам дека се викаше, да најдеш некој си дел од кодот кој што ќе ти помогне на тебе да ти работи тебе софтверот подобро. Извинете ако некои девелопери гледаат, извинете ако го касапам речникот, јеби ga, не знам. Го сваќам тоа како така. На Stack Overflow одиш, бараш решение за проблемот и тоа може да трае. Со GPT ќе ти го најде одма директно од Stack Overflow. Глорифициран search engine и ништо повеќе не треба да биде ChatGPT или било што друго. Анализа на податоци. Океј, трендови, мендови, добро. Автоматизација, да автоматизира рутини, да. А ти можеш да автоматизираш рутини и у Photoshop, и у Illustrator, и во InDesign, сегде можеш, ама треба да упалиш мозок. Значи треба вистинска интелигенција да почнеш да користиш и да работиш со тоа. Човечки дизајн, креативност, инновативност, емпатија, брат ми, емпатија, кај ти емпатијата ти? Дизајнираш за луѓе, да му ебам мајката, не дизајнираш за роботи, бе. Остај душа, како да му ебам матер, ја 15 години секој ебан дизајн кој ќе го направам, ја душа оставам у него. И знам зошто сум го направил и стојам позади дизајнот и се борам за тој дизајн. Што знам дека вреди. А ова како е GPT, ме заболе курот, чекај ќе изгенерирам уште 10 сега, за 10 секунди уште 10 ќе ти изгенерирам. Ти за 10 секунди ќе изгенерираш уште 10, ја за 10 секунди од моја глава ќе изгенерирам уште 50 идеи. Разбираш? И ќе ги направам у нареден саат време.
ќе ги направам 10 пати боле од тебе. Зошто? Затоа што ја цел живот го трошам на смислување ствари, на нога, буквално на нога. Сега недостаток. Ограничено време и енергија. Затоа може да кажам само, не се лигави да ти седни с работи. Ако работиш побрзо, ќе имаш и поише време и поише енергија. Ако сам не се вежбаш да работиш, никад нема да станеш добар, подобар, евентуално најдобар и брз, побрз, најбрз као дизајнер и како мозок кој што размислува. Зашто пак ќе се вратам на тоа. Фактот дека ти сакаш да го храниш AI да биде подобар, а не сакаш да се храниш себе си да бидеш подобар, тоа те прави тебе глуп. Сам недостатоци, добро. Цена. Ангажирање на искусен дизајнер може да биде скапо. Знаеш што е друго скапо? Да ти флопне кампањата зашто си генерирал со AI. Тоа е уште поскапо, замисли. Испечатиш билборди, платиш Facebook огласи, направиш она и флопне цела кампања. Зошто е AI генерирана? Одеднаш кога слепо веруваш, не приметуваш, че одеднаш кога гледаш луѓето дека се не со 5 него со 6 прсти се. И што се случи? Што се случи да? AI дизајнот е одличен за брзи технички задачи, тараратара. Сите брзи технички задачи се работат рачно. Ниеден AI нема тебе да ти направи квалитетна припрема за штампа. Јас се кладам дека младиве дизајнери немаат појма што е припрема за штампа. Па што е оверпринт, па што е, не знам, штанца, глупости, се работи на мокап, се работи на едно на друго. Никој нема седнато да види што е тоа. И викаат, ама принтот е мртов. Ја мајката, принтот е мртов. Што јадеш ти цело време? Некој е пакувано јадење, така? Како е принтот мртов, брат ми? Со што се храниш? Со USB-C? У си ставаш? Не. Купуваш храна, купуваш продукти, сето тоа е спакувано, секое пакување е дизајнирано, направено, не можеш да кажеш принтот е мртов, курмо е мртов принтот. Бог да чува да ти. Супер, чекај, само се заблагодарам за тоа што нели ке вакво. Аха. Добро, не се грижи, немам плане за задоволение свет, само сакам да помогнам користам своите информации. Направи нешто за да направи животите полесни, а не потешки. Ја мајката. Го нема гледано Терминатор. Ако имаш нешто друго на ум, слободно праши. Сите вака викаат, знаеш. Буквално сите вака викаат. И другари, едно и друго, дури ова исто е, така го научи, ака, брат, да имав, ќе ти давам одма, немам. Совети и идеи. Окей. Тоа е тоа. Да направиме мал заклуч. Користење AI како алатка која што ќе ти го убрза на тебе процесот на работа кој што веќе го имаш разработено е супер. Да станеш зависен од AI, а да немаш појма, да не си влегол у ниту една не знам, недоумица, расправија со сам себе, да ако немаш совладано буквално ни една техника, ако немаш совладано од дизајнот, не треба да користиш AI, значи треба да ти биде забрането од користење AI. AI се користи отом потом, значи помина 5 години, 6 години, 7 години нека поминат, па ќе правиме муавет дали да почнеш да користиш AI. Умеѓу време се треба да поминеш пешки. Тоа е тоа. Се гледаме. Лайк, шер, subscribe, се по список, тоа што знаете, го спомнав Patreon, 5 евра е само на Patreon, тирот, нема 20 евра тири, 20 и 50 евра тир, сега е само 5 евра. Кој може, кој сака, добре дојден и се гледаме.